Вести на Канал 8, добар ден. Граѓаните со огромно мнозинство ја прифатиле одлуката за платено паркирање во центарот на Кочани, па општината планира да ја продолжи незината примена со проширувањето на опфатот. Тоа беше заклучено на состанокот во локалната самоуправа на кој се анализираат ефектите од одлуката на 2 недели пред истекот на пробниот период за незината важност. Општина Кочани планира да ја продолжи важноста на одлуката за плаќање на доместок за паркирање во централното градско подрачје. Истовремено ќе се зголеми и бројот на паркинг местата за кои возачите ќе треба да плаќаат. Такви беа дел од заклучоците донесени на состанокот во локалната самоуправа на кој присуствуваа сите страни вклучени во спроведувањето на одлуката за платено паркирање, освен представник од полициската станица. Присутните беа едногласни дека воведувањето платен паркинг простор придонело да се воспостави сообраќаен ред во Кочани, односно во централното градско подрачје, и дека околу 95% од граѓаните го поддржуваат. Првиот човек на општината рече дека Советот на седницата закажана за идната недела ќе ги разгледа предложените заклучоци и очекува да ги усвои. Од денешниот состанок произлегоа заклучоци кои што ќе ги разгледаме и веројатно повеќето од нив ќе ги предложиме на усвојување пред Советот на општината. Тоа е проширување на паркинг просторот, тоа е намалување на цената за нашите сограѓани кои што живеат на тие места каде што е воведен паркинг просторот, и тоа е и понатаму една поголема соработка помеѓу одговорните служби од полициската станица заедно со оние кои што се одговорни за паркингот и контрола на самите личности кои што го вршат наплатата на паркирањето. Очекувам дека со ова воведување градот Кочани добива, дека граѓаните на општина Кочани добиваат и дека тоа ќе стане една добра работа, добро применета работа за градот Кочани, односно за иднината на градот Кочани. За станарите кои живеат во објектите пред кои има платен паркинг простор, се планира месечниот надоместок од 500 да се намали на 300 денари. Димитровски го објасни и најавеното проширување на опфатот на местата за кои ќе се плаќа надоместок, при што рече дека тоа се однесува на претходно планиран јавен простор. Проширување значи ние го најавивме во самиот проект кој што го имавме и кој што беше на една поширока јавна расправа, повеќе површини кои што се под паркинг. Тоа значи улицата Маршал Тито ќе биде до мостот, односно до општината скроз горе. Тој предлог ќе биде даден на Советот за одлучување. На состанокот беше направена и анализа на остварените приходи и расходи од платеното паркирање за досегашниот период. Според пресметките во комуналното предпријатие Водовод, кое ја има надлежноста за јавните паркинг места, во јули била остварена позитивна разлика од околу 26.000 денари. Во август приходите биле поголеми за 65.000 денари од расходите, а за првите 18 дена од септември имало вкупен прилив од 112.000 денари. Потенцирано беше дека се уште ниту еден месечен билет не е продаден за дистрибутерите на стока до трговските објекти, иако нивна била иницијативата да им се овозможи таков начин на плаќање. Општина Кочани објави оглас со кој на користење нуди сопствен деловен простор во градот и населените места. Со заинтересираните поединци или фирми кои ќе го добијат просторот, ќе склучува договор за закуп на 10, односно 20 години. Општина Кочани нуди под закуп деловен простор што е во нејзина сопственост со површина од над 1100 метри квадратни. Се работи за простории во објекти во градот, на Пониква и во селата Грдовци, Горни Подлог и Тракање. Дел од просторот и досега имал корисници, но поради истекот на периодот за закуп распишан е нов оглас со кој тој повторно се нуди за изнајмување. Во зависност од површината, односно од местото каде се наоѓа деловниот простор, различен е и периодот на кој истиот ќе се издава. Така, со идните корисници ќе се склучува договор за закуп на 10 години за просториите на амбулантата во Горни Подлог, што е со површина од 69 метри квадратни, потоа за Домот на културата во Грдовци од 268 метри квадратни, како и за просториите од 179 метри квадратни во комплексот Асном. За истиот период се нудат на изнајмување и просториите на шаховскиот клуб од 56 метри квадратни, како и бараката на Скопско во Усова чешма со површина од 92 метри квадратни.
На период од 20 години пак за издавање под закуп е огласен деловен простор во комплексот Асном со површина од 158 метри квадратни. Потоа ресторанот на поранешната земјоделска задруга во Тракање од 193 метри квадратни, како и објектот на полициската станица на Пониква со површина од 130 метри квадратни. Според условите во огласот, за последните 3 простори, идните корисници имаат обврска да достават бизнис план, што ќе биде основа за изработка на основен проект, а за кој претходно согласност треба да даде општина Кочани. Изнаемувањето на просториите е со јавно наддавање, а почетната цена е различна и се движи од 60, односно 1500, 3000, 6000 до 13000 денари во зависност од локацијата. Право на учество имаат домашни и странски правни и физички лица, кои ќе уплатат паричен депозит во висина од 10% од годишната закупнина. Пријавувањето за учество на огласот е до 23 септември, а јавното наддавање ќе се одржи 2 дена подоцна. Граѓанскиот стандард за голем број семејства не дозволува задоволување на основните потреби. Високите цени го зачестија присуството на бајатиот леп на трапезите. Бајат леп за 10 денари, хигиенски максимално безбеден. Може да се купи секој работен ден во периодот од 10:30 до 12:30 во пунктот на Жито Орис, лоциран во близина на фабриката. Најчести муштерии се невработени и лица со ниски месечни примања. Но колку купувањето бајат леп е исплатливо за нив, затоа што доаѓаат од различни делови на градот. Не е исплатливо, пошто ние сиромасите дојделе сме тука само за едно парче леп, а то не го нудуват. Ја како самохрана мајка, од 14 веројада право до тука, тоа не е исплатливо. Но затоа купувањето бајат леп заштедува од месечниот буџет на располагање. Па да ти кажам дека многу ни нашта онадува. Бидејќи сега неле бајатот леп е 10 динара, она е 25 динара, мислам дека тоа е доволно за нас, за сиромасите, пошто јас сум самохрана мајка, на 1500 динара не можам ништо. А имам керка 13 години и никој ништо не преземува мерки. И ги молам некако да се преземат. Макар не само лебо, мислам и нешто друго. Бајат леп од продавницата се изнесува и во вреќа. Ако некогаш се купувале десетици векни ефтин леп за да се нахранат домашните миленици или стоката, сега се бараат дополнителни количини за истиот да се сервира на масата за потребите на семејството. Имаме ние направено кутичка без струја. Немаме струја. Одих у дистрибуцијата, барах да ни стават струја за да си месам леп, имам си фурна. И леп си месам, ранам си целата фамилија. Арнама многу традат 3500 евра да дадеме за да ни стават струја. А има ставено струја, што не се дали толку пари. Одих 2 пати се молих, 3 пати се молих, не ни стават струја. И сега да го чуваме леп во фрижидер, онака се расипува. И затоа количини имаме и кучиња тама, си чуваме кучиња, имаме си стока и мора да јадат кучињата. Имам 2 кучиња, јадат за 2 човеци леп. Цената и од лебот направи луксус на кој ќе мора да се штеди, па луѓето купуваат колку што им е неопходно. Високите цени на прехранбените продукти го зачестија присуството на бајатиот леп на трапезите на граѓаните на Кочани. Топол лепот фурна стана луксус за многу семејства, кои по последните поскапувања се ориентираа кон сувиот вчерашен леп. И производителите се жала дека луѓето веќе не ги интересира зголемената и разновидна понуда на леп на полиците, туку математиката што е можно поевтино да испланираат оброк за целото семејство. Со изборот на жетварска убавица традиционално започнуваат кочанските денови на Оризот. Организаторите најавија богата програма и годинава. Манифестацијата традиционално секоја година стартува со изборот на најубавата жетварка. Во 20 часот на летната сцена се случува изборот на жетварска убавица, за кој за учество се пријавија повеќе девојчиња од различни фолклорни друштва од Кочани. Изборот ќе биде надополнет со концерт на Народниот оркестар при Државниот музички училишен центар Сергеј Михајлов од Штип и етногрупата Макам Истанбул од Турција, настан и концерт што не смее да се пропушти. В недела на 21 септември на програмата од манифестацијата е хуманитарниот концерт "Да ги отвориме срцата", кој ќе се одржи на летната сцена на Центарот за култура Бели Мугри. Собраните средства ќе бидат наменети за помош на Даниел Митков од Кочани. Планирана е изложба на слики од ликовната колонија Свети Панталемон, зашто ќе има и аукција. Ќе можат сите заинтересирани да купат по некоја од сликите.
Ова е само почеток на Кочанските денови на Оризот. Богата програма се најавува и за понатамошните денови од манифестацијата, која завршува на 5 октомври со традиционалниот обичај жетва на ориз, дегустација на јадење од белото злато и обичајот вршидба на гумно. Чешиново Облешево в недела ќе го одбележи празникот на општината. По тој повод предвидена е богата програма со традиционални домашни обичаи и гостување на музички групи. Традиционално и годинова, по повод 21 септември и верскиот празник Мала Богородица, Чешиново Облешево ќе го прослави празникот на општината и 10 годишнината од своето постоење. По повод празникот во локалната самоуправа планираат богата програма, што започна денеска со спортски надпревари во ракомет и фудбал меѓу екипи на основните училишта од Облешево и Соколарци, како и надпревар во влечење јаже. В сабота пак во утринските часови ќе се одржи моторџијско дефиле, што во 8 часот и 30 минути ќе стартува од Облешево и ќе продолжи преку Спанчево, Соколарци, Врбица, Лепопелци, Злетово, Лесновскиот манастир, Турско Рудари со крајна цел во селото Пантелеј. Прославата за празникот ќе биде збогатена со културно-уметничка програма во Чешиново, што ќе започне во 15 часот. На неа ќе настапат деца од детската градинка Звездички, потоа хорот при основното училиште Страшо Пинџеро од Соколарци, како и учесниците од фестивалот Музички бранови. Во рамки на свечената програма за внедела е предвидена свечена седница на Општинскиот совет и прием кај градоначалникот, а во 16 часот и 30 минути на полињата во атарот на село Чифлик ќе се одржи традиционалното зажнејување на оризот. Свеченостите ќе завршат внедела со дефиле на учесниците од Истибанско здравоживо, а потоа во спортската сала Никола Карев во Облешево ќе се одржи културно-уметничка програма на која ќе настапат Александар Димков со оркестарот Бистри извори, како и игрорните групи учеснички на овогодишниот фестивал Истибанско здравоживо. Да се оди пеш или со велосипед, не со возила, апелираат учениците. Меѓународниот ден без автомобили 22 септември нема да остане незабележан и годинава. Кочанските училишта ќе го одбележат со повеќе активности. Училишниот одбор при Основното училиште Свети Кирил и Методи ги договори активностите за одбележување на Меѓународниот ден без автомобили 22 септември. Учениците со апел до родителите и сите учесници во сообраќајот на денот без автомобили да ги остават своите возила дома. Би упатили апел до возачите и до родителите во понеделник, во текот на неделата, да не доваѓаат со возила, да одат пеш. Ние, членовите од ДЕКО одборот при Основното училиште Свети Кирил и Методи во Кочани, решивме овој прекрасен ден, 22 септември, овој пат да го обележиме на навистина интересен и оригинален начин. Нема да ви откриваме детали, ќе биде изненадување, па кога ќе дојдете во понеделник, ќе се информирате повеќе. Ние ќе го прославиме, ќе го обележиме овој ден на еден нов, интересен, креативен начин. Учениците сами даваат своји идеи, загрижени се за безбедноста на децата во околу училиштето. Знаете, нашето училиште е обиколено со сообраќајници и затоа го користиме и празников да апелираме и до родителите во понеделник да колку што можат да се ангажираат, да се организираат и да дојдат со своите дечиња на училиште без автомобили, а исто така да се заминат од училиште до дома без автомобили. И Основното училиште Раде Кратовче годинава ќе го одбележи денот без автомобили. На тој начин се подига свеста кај граѓаните за користење на алтернативни превозни средства во секојдневниот живот. Кампањата за промоција на велосипедизмот ќе се одржи на 22 септември со организирање на наставен час посветен на велосипедот како забавно, ефикасно, безбедно и еколошко превозно средство и велосипедска трка на која ќе учествуваат ученици од основните училишта. Во програмата за рано учење и развој што во предучилишните установи стартуваше од оваа година, се вклучи и Кочанската детска градинка Павлина Велјанова. Целта на програмата е овозможување пристап на децата од рана возраст кон квалитетно предучилишно образование. И Кочанската детска градинка Павлина Велјанова ја поддржа програмата за рано учење и развој, базирана на стандардите за рано учење, која стартуваше од годинава во сите градинки во Републикава. Министерството за труд и социјала ја воведе програмата со цел овозможување пристап на сите деца од рана возраст кон квалитетно предучилишно образование, и тоа особено за најмаргинализираните деца.
Во чест на денот на чисти планини, 26 септември, ние активно се подготвуваме куклена представа со име Шумата Еколо. На куклената представа интензивно работиме. Куклените представи од страна на децата се многу добро прифатени и затоа преку годината ние подготвуваме повеќе куклени представи. Целата на одбележување на денот на чисти планини е дека децата уште од мали нозе треба да се навикнуваат, да се грижат и да ја чуваат животната средина. Голем придонес за создавање добри услови за рано учење во семејството и во заедничкиот живот може да дадат и воспитувачите и негователките во предучилиштните установи. Тука е важна добрата соработка меѓу родителите, децата и воспитувачите. Во програмата се работи по домени, физички и моторен развој кај децата, социоемоционален развој, јазикот, комуникацијата и развојот на писменоста, когнитивниот развој и пристапот кон учење. Кочанските пензионери активни во одбележување на денот на пензионерите 20 септември. Учествуваа на концертот "Пензионерите пеат", што се одржа во Кавадарци, а идната недела ќе им гостува драмската секција Ѓоко Симоновски од Куманово. Пензионерите пеат традиционална манифестација во Кавадарци на која учествуваат пензионери од 10 здруженија од Републикава, меѓу кои Кочанското. Здруженијето на пензионери од Кочани се представи со игрорната група, информираше претседателот на Кочанското здружение Ѓорги Серафимов. Со ова и со други активности се одбележува денот на пензионерите 20 септември. Серафимов додаде дека изненадувачки голема заинтересираност има за присуство на славата на Лесновскиот манастир в недела на 21 септември, кога се одбележува празникот на раѓањето на Пресвета Богородица, познат кај народот како Мала Богородица. За одење се пријавиле 170 пензионери од Кочани, а големиот интерес е резултат на ниската цена на картата за превоз, која чини 150 денари, но кочанските пензионери имаат обврска да платат само половина од сумата, а другата половина ја покрива здруженијето. Поаѓањето е во 8 часот од автобуската станица. Серафимов го најави и гостувањето на Кумановската драмска секција Ѓоко Симоновски, која редовно настапува на драмските аматерски смотри. Во Кочани ќе учествуваат со театарската представа Ленче Кумановче, која ќе биде изведена на 27 септември сабота во 19 часот во Центарот за култура во Кочани. Здруженијето на уметници од Виница ќе постави 6-та изложба. Со тоа воедно ќе биде отворена новата галерија Венеција. Здруженијето на уметници од Виница в сабота навечер ќе отвори 6-та поред изложба на дела од творештвото на своите членови. Изложбата ќе се реализира во новиот простор Галерија Венеција со поддршка на Министерството за култура на Република Македонија, Општина Виница и Музеот Теракота. Сабота на 29 имаме свечено отварање на Галерија Венеција, каде што се поканети сите спонзори на самата галерија. Ќе се представат членови на Здруженијето на уметници Имаме двајца надворешни членови овој пат на самата изложба, така да сите гости се поканети. Изложбата на која се поместени по неколку дела од авторите е збогатена со нивниот најнов творечки опус. Здруженијето на уметници работи од 2005 година. Наредната година правиме еден мал јубилеј, значи 10 години, така да од 1 јануари 2015 почнуваме со нашата годишна програма, бидејќи конечно добивме наш простор каде што ќе можеме да твориме. Просторот е наменет за галерија, сувенирница, работилница и ќе имаме едно депо каде што секој како автор ќе се обврзува по едно дело да отстапува во сопственост на општина Виница. На изложбата своји дела ќе презентираат уметниците Дарко Богданов, Дејан Спасов, Кордана Вренцовска, Миливој Симеонов, Иво Пецов, Сонја Димитрова и Маријана Иванова. За крајот вестите проследете спортската информација. Спортскиот викенд носи фудбалски надпревари. Започнува женската фудбалска лига, а на програмата е и петото коло во третата лига Исток. Започнува сезоната во женската фудбалска лига. В сабота 27 септември на програмата е првото коло. Се среќаваат Ас Юнајтед, Тиверија и Статов, Речица Кочани, Топгол Конзули, Борец Победа Куманово и Младост Ризари Драгон 2014.
Сите надпревари се играат со почеток во 13 часот. В недела 21 септември на програмата е петото коло во третата фудбалска лига Исток. Сите надпревари се закажани за 15:30, а двојките се 14 октомври 1946 напредок Здравје Радово, Овче поле Каменица Саса, Баби Беласица, Тиверија Слог 1934, Брегалница Голак Плачковица и Работник Џумаилија Осогово. Вестите на Канал 8 завршија. Имајте убав викенд.